Јас сум Ана Глигорова, носител на листата советничка, предлог на партија Твоја, под број 28. Инаку, околу мене се дел од луѓето кои се на советничката листа и претендираме за повеќе агенди. Основната цел е еколошката агенда, урбаната и пред се социјалната агенда, за која ќе се залагаме сите ние кои сме претенденти за советници на оваа листа. Што содржи таа социјална агенда? За да можат луѓето да преживеат во текот еден месец, тие во Македонија живеат во многу тешки услови, а имаат исклучително мали приходи, а преголеми расходи. И во централното градско подрачје живеат луѓе на ивица, значи на економска ивица и немаат кому да се обратат. Ветуваме дека како советници ќе комуницираме со тие луѓе, значи во контекст на нивните социјални проблеми. Затоа што во овие згради ние мислиме дека живеат луѓе кои се средна класа или дека живеат луѓе кои имаат добри приходи, но има луѓе кои дефинитивно, јас ги познавам, тоа е добра бројка, кои живеат на ивица. Се подготвуваме за специјален фонд, но и инспекција, која би била социјална инспекција, која би правила мониторинг на оние луѓе кои се на ивица на издржување. Значи, таа социјална инспекција би имала главна цел да им помага на тие луѓе во контекст на достава до дома на прехранбени продукти, во контекст на реновирање на домовите или субвенционирање од страна на општината во реновирање на домовите, кои не може да ги реновираат и по 30 години и по 40 години. Имаме многу стари згради, имаме стари фасади и интериери. Субвенционирање за сите оние родители кои не можат да ги платат дневниот престој на децата. Значи тој да биде преполовен. Општината да влезе со половина од сумата, 2000 денари е инаку во училиште. Школски автобуси, правен советник кој ќе биде цело време со граѓаните, а правен советник за правни консултации, бидејќи огромен број на луѓето имаат проблеми со давачки кои се надвор од прехранбените продукти, надвор од комуналните сметки, туку давачки кои се поврзани со извршители, давачки кои се поврзани со огромни кабати, со виртуелни долгови, кои веќе луѓето ги гушува и едноставно им го затвара просторот на живење. Им ја спушта свеста, едноставно денот е веќе удиштен со самиот момент дека тие не можат своите основни потреби да ги задоволат. Животни потреби. Имам со мене личност која во моментот живее и без струја и без вода во централно градско подрачје. Јас познавам човек, не само еден, познавам повеќе луѓе кои со години живеат без вода и струја. Водата е основно човеково право. Ке се залагаме заедно со град Скопје и со извршната власт и со законодавната власт. Многу слично како во Словенија. Во уставот, како уставна категорија да влезе правото на вода. Тие успеа тоа да го направат и тоа беше фантастично нешто. Не е само во Словенија, во повеќето нормални цивилизирани држави е така. Исклучувањето на електрична енергија да не постои. Гасификација на Скопје. Значи комуналиите, висината на комуналиите е преголема во однос на самата плата или пензија, во однос на приходите. Значи расходите се многу поголеми од приходите на граѓаните. Затоа тука сме со фонд за помош. Значи ако влеземе како советници во најбогатата, условно кажам, општина во Македонија, че ние ќе можеме да помогнеме. Реално, имаме Крњево, Маџир мал, Пајко мал, имаме места каде што луѓе живеат во трошни куќи. Луѓе живеат во многу тешки услови, че не може да ги одгледаат своите деца. Имаме луѓе кои живеат многу долго време без затоплување, па се греат на гуми, тука во центар. Значи на гуми, палат гуми, тоа произведува многу отровни материи во воздухот. Затоплување на домовите низ цел центар и низ цело Скопје, секако да залагаме ние и на ниво на град Скопје за затоплување на целиот град. Значи, гасификација, ако не гасификација, додека стигнеме до таа гасификација, тогаш нека биде пардото јавно и дистрибуцијата и производството, па ќе имаме пониски цени. Ако ние учествуваме заедно во целиот проект, во соработка, нема тајкуни да ја водат топлификација. Па во високо развиените држави јавно добро е. Значи, топлинската енергија е јавно добро. Се залагаме за непосредна демократија, значи за референдумско изјаснување на центарци за добрата, јавни, кои
да ги имаат, нели, по на граѓанско ниво. Тоа значи може да се распише референдум за водата како јавно добро, да влезе во уставот, како уставна категорија. Потоа топлинската енергија да биде јавно добро, како што беше порано, нели, јавно добро, со тоа што цената нормално ќе падне многу повеќе од оваа. Сега има луѓе што поради таа цена се исклучија, но многу луѓе заради цената се исклучија. Значи скапо иде. Референдум за тоа дали БЕК дистрибутерот треба да биде приватник. Тоа ја мислам дека од цента 90% ќе се изјаснат БЕК да биде јавно предпријатие. Инаку Петре Шилегов, сегашниот се уште градоначалник, основа фирма, почна работа пред неколку години, што не вроди со плод. Фирма која требаше да значи, со која фирма требаше тој да вети дека поголем дел од акциите на БЕК ќе бидат под град Скопје. Што не се реализира? Ние сакаме тоа до крај да го реализираме. До не само БЕК, туку и топрификација. Но, тоа е референдум. Со референдум, еве, ние како советници ќе учествуваме во тоа да се организира тој референдум. Значи, со влијание во законодавниот дом, бидејќи мора да има пратеници кои ќе да поддржат, да се направи тие референдум. За пензионерите, луѓето кои живеат на работ, поголем дел од пензионерите навистина живеат на работ, малкумина се тие кои имаат пензија од 500, 600, 700 евра, повеќето земаат пензија од 7, 8, 9.000 денари, со таа пензија не се живее никаде. Ние се залагаме за специјален фонд кој ќе им помага на пензионерите да се справат со плаќање на комунални сметки. Значи никако исклучување вода, струја, потоа да се справат со прехранбените продукти, со достава на прехранбени продукти. Значи таа достава секаде функционира во светот, цивилизираниот свет, но и специјални картички со кои пензионерите, најзагрозените категории на пензионери, би можеле да купуваат фармацевски производи и прехранбени производи, со што ќе можат да живеат, не да преживеат, да го живеат месецот. Како што е достојно на секој граѓанин.